Денес ние овде сме за да ја испитаме почвата за тешки метали кои се добиени како резултат од загадениот воздух. Ќе испитуваме почвата од училишниот пластеник. Во склопот на нашето училиште имаме училишна лабораторија, но таа не ги содржи соодветните реагенси и инструменти, па бидејќи сакаме да ги провериме сите параметри, ние затоа дојдовме овде за соработка со факултетот за да ги провериме. Денеска правевме основна анализа на почвата која што учениците ја донесоа. Значи, правевме анализа, започнавме со доземање на репрезентативен примерок, па понатаму определување на киселост или пеха на почвата, електрична спроводливост, потоа јас им покажав како тоа се прави, како се подготвуваат и меревме исто така калиум, фосфор, органска материја, исто така како примерокот се приготвува и како тоа се прави. Решивме денеска да дојдеме со група од други ученици, хемиско-лабораториски техничари и агротехничари, баш на земјоделскиот факултет, на катедрата за агрохемија и петологија, каде што има соодветна опрема за да се испита квалитетот на самата почва, односно присуството на тешки метали кои што представуваат огромна опасност доколку се најдат во самите преку почвата во растенијата, односно во исхраната на луѓето. Ова истражување утврдивме дека едни од најдобри растенија кои што ја пречистуваат почвата се алоето, зелениот бршлен кој што е доста декоративно растение и го гледуваме дома. Согледав дека мојот смер може да се проширува на сите различни полиња, па тоа беше интересно сепак и различните лабораториски вежби што ги одржаваме. Струката агроном е доста дефицитарна и секој ден, јас го имам тоа прилика да го слушнам од професорите, како и од деканската управа, дека секој ден се повеќе се бараат агрономи и секој ден фирмите кои што се занимаваат со таа работа бараат агроном да вработат, така да оваа струка е дефицитарна и ние имаме за жал се помалку студенти кои што се запишуваат, иако факултетот нуди доста интересни смерови кои што може да најдат понатаму работно место, нема да бидат без работа.